Благодарам, председателке. Малку ќе биде говор, малку ќе биде реплика кон министерот, бидејќи не се пријав за реплика кога го образлагаше амандманот, а во репликата која што даваше спрема вас, председателке, сметам дека треба да одговорам или да кажам нешто и од моја гледна точка на гледањето. Прво, со овој амандман што сакаме? Сакаме да пробаме да во ова собрание процедурите и носењето на законите бидат по некој деловник и закон. Значи, вие предлагате буџет и внатре јасно сте кажале дека одредена сума на пари мислите да го зголемите приходната страна со очекуван прилив на средства заради закон, заради промена на даночниот систем во државата, тоест со примена на закон што се уште не е донесен. Што ќе се случи, министре, ако, ево, по некоја си предпоставена ситуација и покрај тоа што ви е законот во скратена постапка, чи наврат на нос треба да се донеси, што ќе се случи ако не го изгласаме? Значи, предлагате буџет со предпоставени параметри, предпоставени бројки, што нормално секој буџет е предпоставен, меѓутоа тие предпоставки се базираат на одредени закони, се базираат на одредени економски показатели, се базираат на одредени намери и така натаму. А да базираш закон, тоест да базираш буџет врз основа на закон кој што не е донесен, сметам дека не е во ред. Не е во ред. Што ако не се изгласа? Ќе правиме ребаланс на буџет на 2 јануари? Значи, тоа е едната работа. Втората работа. Велите праведен закон. Конечно во оваа држава дојде правдината со оваа влада на власт и со оваа парламентарно мнозинство. До сега владееше неправдината, до сега владееше темнината, сега дојде живот. И неколку пати јам кажано од оваа говорница, бидејќи ова влада ништо не знае да сработи, што прави? Прави популизам. Ова е класичен популизам. И нормално, лепенка, многу убава, праведен закон. Богатите ќе плаќаат повеќе, сиромашните ќе плаќаат помалку. Класична манипулација. Па и сега, господине министре, богатите плаќаат повеќе. Тој што зема 60.000 денари плата, ако плаќа 10% данок, ќе плати 6.000 денари. Тој што зема 20.000 денари плата, ако плаќа 10% данок, ќе плати 2.000 денари. Значи, побогатиот, што вие го нарекувате побогат, а не е така, плаќа 6.000, а посиромашниот плаќа 2.000. И на крајот, што е најважно, не е тој побогат. Ако веќе сакате праведност, да земите повеќе од богатите, да видите прави Робин Худ, тогаш воведете данок на богатство. Воведете данок на имот. Променете го постоечкиот данок на имот. Моментално, ако имаш еден стан во кој што живееш, плаќаш една даночна стапка, во вториот во кој што не живееш, плаќаш повисока, меѓутоа воведете вие уште поголема. Во третиот, уште поголема. А ако имам 2 коли, ќе си плаќам поскапа регистрација. А ако имам, што знам, стан од 120 квадрати, ќе си плаќам поголем данок. Ако сум под кирија, да плаќам нешто помалку. Тоа е праведност, господине министре. Тоа е разлика меѓу богати и сиромашни. Да најдиш начин од богатите, бидејќи имаат повеќе, од богатите, правомуавет, го потенцирам тоа, да земиш да прибериш повеќе средства во данокот, тоест во буџетот на државата. А ова не е данок со кој што праведно ќе земите од богатите. Ова е данок со кој што успешните, кои што живеат од плата и живеат од својот труд, од својот личен доход, ќе најдете, ќе ги мотивирате да бараат начин да го изигруваат законот и да плаќаат помалку. Само тоа ќе постигнете. Постојат и други алтернативи за
несување повеќе пари во буџетот. Прво, можете да одите со кратење на буџетски непродуктивни расходи. Гледаме во изминат период, ова влада, Мепсо си купува мебел, не знам за колку пари. Возила секој втор ден. Не е Мепсо државна, буџетска, државна компанија е. Државна компанија е. Така, собственик е владата. Приходот од Мепсо што ќе го направи на крај на годината, со одлука на управен одбор кој што е поставен од владата, може да се трансферира во буџетот. Да се правиме сега на удрени. Немојте вемо. Владата си купува секој втор месец нови пасати. Скратете ги тие работи, ево некој денар плюс ќе стани. Или пак, уште подобро, поработете малце на економијата. Зголемете го бруто домашниот производ. Внесете додадена вредност во економијата. Нека живни малку економијата, нека произведи малку повеќе. И ки има повеќе даноци. Не, вака е најлесно. Кај си зголемиме даноците, кој ќе работи толку многу ќе се секира. И на крајот сакам некои работи директно да ве побијам во вашите изјави кои што ги имавте овде во репликите. Велите, одливот на мозоци се случуваше во моменти кога имаше рамен данок во државата и од тие причини и пописот не успеа. Мене ми се чини дека овие работи немаат врска едно со друго. Така рековте. Ако сакате стенограми, после на пауза ќе побарам, кај што рековте дека и пописот не успеа. Заради што? Заради што имаше одлив на мозоци и заради тоа што имавме рамен данок во државата. Значи, тие работи некако не според мене не пасуваат едно со друго. Велите, одлика, рамните даноци се одлика на слаби држави. А каква држава сме ние, министре? Јака? Богата? Не знаеме што му правиме на парите? Со раст на бруто домашен производ минатата година од 0,1%. Со раст на бруто домашен производ годинава, ето, 2, нешто, според ваши проекции, ќе бидат толку. Со извршени капитални инвестиции, тоест расходи од 35%. Велите, рамните даноци не овозможуваат да се вложува во подобрување на здравство и така натаму. Значи, со рамни даноци нема да имаш пари и нема нормално да вложуваш во областите кои што се важни за државата. А од друга страна, велите дека со овај праведен данок многу малку ќе се зголеми приходот во државата. Ако ние со овој амандман бараме да се трнат настрана 1.500.000 денари, бидејќи толку очекувате од овој праведен данок, вие што го викате, а со тоа ќе преминеме во категорија на земји кои што имаат прогресивен данок и наеднаш ќе станеме богата земја и наеднаш ќе можеме да вложуваме во образование, здравство и така натаму, тешко нас. Ако со овие 1.500.000 кои што ги очекувате и добиете, ја накрениме државата. Ни ќе ја накрениме, не ништо. Затоа, од тие причини, предлагаме усвојување на овој амандман, да се вратиме на реалноста, да се фатите како влада за работа и да најдете начин да подобрите животот во оваа држава, а не со популистички мерки само да замајувате јавноста. Благодарам.